Чаловски, докаде сме со местењето на линкот и може ли да започнеме и со вториот предизборен разговор? Претпоставувам дека веќе може да започнеме и со вториот разговор и како што најави во овој втор сегмент е господинот Страшо Ангеловски, лидер на партијата МАК, конзервативна партија. Добро утро и за вас. Добро утро. Господин Ангеловски, вие во неколку наврати како партија сте дел од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Претпоставувам дека оно што значи конзервативна партија ве води кон десницата или малку повеќе кон десницата. Кои се оние политички ставови или оние идеологии кои што ве врзуваат со ВМРО ДПМН и да настапувате заедно на избори веќе во неколку наврати? Значи во февруари годинава прославивме 30 години од формирањето на МАК. Тоа е првата политичка партија во Македонија, првата патриотска десна национална политичка партија. Првата партија која, ако сакате, ја воведе десната идеологија во Македонија, преку мотивот law and order, ред и закон, го воведе конзерватизмот и од тука ние сме можеби единствената или една од ретките партии, за разлика, да речеме, од вашиот претходен соговорник, која не променила никогаш коалиција. Ние сме настапувале или самостојно, или со десницата. Кои се нашите заложби? Најпрво морам да ви кажам дека голем дел од вас новинарите, а речиси сите политичари, за жал, политиката ја сведоа на ниво на вулгарност, ја направија толку едноставна битка за гола политичка власт. Политиката е вештина на управување. Политиката можете да ја споредите со еден човек кој управува со голем прекуокеански брод. И ако тој не знае да ги чита, да речеме метеоролошките прогнози, не знае да прочита од каде колкави ќе бидат брановите, од каде ќе дува ветерот, каде има можеби скриени санти мраз, тој не ќе може да го вози бродот. Истото тоа се случува со нашите политичари. Заборавени во голата борба за власт, тие не можат да знаат дека, на пример, ќе се случи нова Јалта до година со нова прераспределба на интересите, на сферите на интерес во светот. Дека Британија токму заради тоа брзаше со својот Брекзит да излезе од Европската Унија за да учествува на таа нова Јалта. Не можат да знаат дека, да речеме, Турција до крајот на годинава ќе стане 10-та светска сила по економија и по производство. Дека Турција, на пример, сместувајќи се во Либија, го зазеде Средоземното море. Тоа ви изгледа како приближно е рибарите која со мрежа целата река ја заградуваат за да фатат риба. Турција така од својот брег на останатиот брег во Либија. Значи, сакам да кажам, мора да ги следите, мора да ги знаете нештата за да се занимавате со политика. Таа е идејата на МАК и затоа ние 90-тата бевме првата партија која побара независност, самостојност и сувереност на Македонија и за жал побаравме неутралност, воена неутралност и демилитаризација. Ако нешто ми е криво што овој народ не можеше да го спознае токму тоа, дека Македонија требаше да оди кон неутралност, а не кон осојузување, па макар кој и да е тој воен сојуз. Бидејќи рековте дека од самиот почеток до сега постојано сте дел од коалицијата предводена од ВМРО. Не, значи до пред 9 години одевме самостојно, последниве неколку циклуси сме во коалицијата. Во тие циклуси, како го наоѓате разбирањето помеѓу различните лидери на овие коалиции? Имаат ли слух за политиките на МАК? Видете, политиката на МАК... Самите рековте дека политичарите се виновни што... Политиката на МАК е малку специфична. Значи, ние не одиме по дневната политика. Јас и сега на овие избори не прифатив да се најдам на листите за претеници, не прифатив да се најдам во парламентот, затоа што сметам дека она долгорочното, она што значи стратешки однос на државата, тоа треба да интересира. И ние, на пример, ќе се вратам, за да го објаснам ова сето, ќе се вратам на Преспанскиот договор, ќе се вратам на договорот со Софија. Вие имавте една шарм дипломатија, која нели така беше наречена од нашата влада, шарм дипломатија преку која успеале да ги шармираат соговорниците. Од другата страна, вие имавте држави со 150 годишни национални стратегии во кои јасно беше зацртан односот кон Македонија и кон македонското прашање. Вие имавте Сан-Стефанската стратегија во Бугарија, вие имавте Призренската лига кај албанците и вие имавте Мегали идејата кај Грција. И вие мислите дека со шарм
дипломатија ќе ги победите овие национални стратегии градени со векови. Токму заради тоа мораме да се посветиме на политиката, токму заради тоа ние сме, македонскиот народ е губитник со подпишувањето на тие договори, а македонската држава еве се покажува е заложник на тие национални стратегии на соседите. Ке се согласиме дека Преспанскиот договор, таков како што е, представува компромис за некој кој што е воопшто неповолен, за некој вела дека тоа е начинот, тоа е принципот кој што ги отвори вратите кон НАТО и кон ЕУ. Вие, ваша заложба кон Преспанскиот договор и договорот за добрососедство со Бугарија се нешто што како партија се залагате да се укинат после евентуално освојување на власта на коалицијата на која што и припаѓа? Преспанскиот договор е на голема измама. Најпрво беше измама... Постои на хартија, загарантирана од меѓународни... Да, секако. Но, видете, јас, например, не бев измамен, затоа што јас не бев присутен на митинзите на кои Зоран Заев ветуваше дека нема промена на уставот заради промена на име. Измамени се членовите на СДСМ кои поверуваа, значи, затоа велам, Преспанскиот договор е на голема измама и Преспанскиот договор е резултат на двојните стандарди на меѓународната заедница. Таа меѓународна заедница која 90% излезност на референдумот во Каталонија ја оцени како неуспешен референдум, а 30% излезност во Македонија ја процени како успешен референдум, тие се тие двојни стандарди кои не доведоа до тие и такви штетни договори. Јас сум многу свесен дека сега се подготвува нова измама. Се подготвуваат мали нови политички партии кои излегуваат со тезата дека за 50, за 100 или за 120 дена ќе го врателе името. Тоа е новата измама. Мораме да бидеме свесни дека тоа не е така. Дека во многу ќе зависи и од геостратегиските односи во светот. Меѓутоа, јас лично и МААК во коалицијата ќе се заложиме. Најпрво да ги испочитуваме оној дел од Преспанскиот договор во кој се вели дека ние треба да ги менуваме имињата на институциите дури откако ќе ги отвориме поглавијата, дури откако ќе го добиеме датумот за преговори со Европската унија, па дури потоа да менуваме. Значи, најпрво да го сопреме тој процес на ерозија на државата, на губење на идентитетот на државните институции, а потоа во зависност од односот на силите, во зависност од односот на неолибералите и суверенистите кои водат епска битка во моментот во светот и која многу ќе зависи од резултатите на есен во американските избори, во зависност од тоа ќе водиме битка не да го поништиме договорот, туку да го промениме уставот, односно во уставот да си го вратиме она што го имавме. Ајде за крај, бидејќи толку ни дозволува времето 10 минути, каде се вашите позиции во оваа коалиција? Што е оно што МАК по наредните избори, по резултатите од наредните избори го добива? Па не би зборувал сега за тоа, оти ќе се сведам на оние на почетокот на текстот, дека зборуваме за гола битка за власт. Еве, дури и да не добие МААК ништо, мене ми е битно идејата на МААК. Она која како жарче гори 30 години, која на крајот на краиштата го создаде ВМРО ДПМН, затоа што вие сте млади, може би не знаете, меѓутоа и првиот председател на ВМРО ДПМН, Љупчо Георгиевски, беше член на извршниот комитет на МААК. Од тука, таа идеја која тогаш ја создадовме пред 30 години, нека продолжи да живее, тоа ќе биде сатисфакција за моето занимавање со политика. Доколку се договориме, доколку државата или идната власт предводена од ВМРО ДПМН процени дека на некоја позиција ќе бидам потребен и ќе одговарам за да работам, јас сум тука. Да, младите инаку го движат општеството. Ви благодарам што одвоивте време за утрински брифинг. Сашо, тоа беа нашите соговорници за денеска. Тоа се политиките кои што ги застапуваат и ги презентираат за наредните избори.